Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во студиото и на телевизијата, на програмата на телевизија Стара, односно на фреквенцијата, која што ви овозможува секој ден во работните денови. Во ова време веднаш по првите вести да размислуваме заедно за нештата во оваа држава. На 2 дена до стартот на кампањата од понеделник ќе бидеме сите во некоја кампања за локалните избори. Ние се одлучивме да ја заокружиме оваа работна недела со гостување на човек кој што во моментот, поради состојбите, му доаѓа како во самиот врв на македонското здравство, во Министерството за здравство, со оглед на нова днели дека господинот Таравари, министерот Таравари, оди во кампања. Практично, господинот Владимир Милошев, кој што е државен секретар во Министерството за здравство, практично ќе биде на една позиција која што ќе му носи уште повеќе потешкоти, односно уште повеќе работа, поради тоа што се разбира имаме ситуација да министерот за здравство оди како кандидат за градоначалник. И токму затоа говориме кога ќе стигнат реформите во здравството, што се презема во здравствениот систем, и тоа е предмет нели на обвинувања на една и друга политичка партија, како и што се случува и какви се состојбите. Нашиот гостин, од објективни причини, го слушнавме пред некоја минута, ќе задоцни во нашето студио, бидејќи се враќа од Скопје, од неговиот работен ден во Министерството за здравство. Знаете, кога е по патиштата низ Македонија, секогаш можете да се случи и да задоцните. Верувам дека за некоја минута, за 10 минути најмногу, господинот Милошев ќе биде овде со нас и ќе одговара на вашите прашања. Но во меѓувреме, значи, јасно е и од најавата слушнавте, граѓаните и пациентите немаат време за чекање. И кога ќе стигнат толку најавуваните реформи во здравството? Рековме, гостин Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за здравство. До неговото доаѓање можете да поставите и прашања, можете да кажете и свое мислење, бидејќи факт е дека здравството и претходно, и сега, и порано, многу порано, било предмет секогаш на политичка борба, и имаме некои ситуации кои што се навистина парадоксални. Од една страна многу влошување и константни реформи, од друга страна и незадоволни пациенти. Зборот реформи како да е врзан за здравството со папочна врска и неодвоиви се еден и друг. Најавено е веднаш откако дојде нели Таравари за министер, веднаш беше најавено промени во системот Мој термин, системи и односно и други системски промени. Така да прашање колку сето тоа ќе биде добро. Мислам дека една од новините која што беше воведена, најпрво беше кажано дека ќе се вратат сините картони, потоа кажано дека нема да се враќаат, туку дека со лична карта ќе може да се оди на лекар. За тие новини ќе го прашаме и нашиот гостин, еден наш гледач вели, праша го до каде е стасана болницата во Штип. Знам дека се работи уште, но веројатно ќе имаме информација за тоа. Знаете дека имаше веднаш доаѓање, многу ми нарекоа Тодоров ги фаќаше сестрите на спиење или лекарите на спиење, како сакате, доаѓаше изненадно. Така направи и Таравари, ми се чини, дојде во Штип. Добро, тој не беше изненадно, но имаше една контрола во која што беше и нашиот гостин, ако добро се сеќавате. Значи, здравството, состојбите во здравството, проблемите во здравството, дали сметате дека нешто треба да се промени, дали сметате дека во вистинска насока оди и новата власт со она што го има како обид да направи некои промени и реформи во здравството. Во меѓувреме, знаете, имаше како да се сменија улогите. Знаете дека имаше своевремено за малата Тамара протести, сега имаше веднаш една ситуација на неколку бебиња кои што почина, имаше проблеми и се направи равенство меѓу двете нешта. Најавена беше истрага за бебињата кои што почина во Скопје, но веднаш почна, нели, ако порано СДСМ на секој таков случај реагираше и велеше дека треба да има одговорност од министерот затоа што, нели, починале деца, сега веднаш ВМРО ДПМН кон СДСМ упатува, вели умираат деца, крив е министерот, нека поднесе оставка и така натаму и така натаму. Тоа што се прави равенство во различни случаи, тоа е сосема друга работа. Ако се сеќавам, најмногу внимание предизвика случајот со родилката во Гевгели или во Ландово беше, ако не се лажам,
каде што одговараат лекарите кои што, односно анестезиолозите кои што беа на смена. Сега исто така за бебиња кои што беа родени пред време, дали 2 месеци, не знам колку, и со ризична бременост истото се прави. Се прави паралела помеѓу случај на неодобрување на средства или доценење на одобрување на средства за лекување на девојче со вакви случаи. И се расправав со мои пријатели постојано и добивам впечаток дека навистина е тешко, многу тешко да бидете реален во ваква ситуација и бидејќи секој гледа со свој очила, односно од свој аспект. Вклучуваме гледач кој што има мислење сигурно за состојбите во здравството и за тоа што се прави, што треба да се прави. Добар ден, повелете. Тонка, добар вечер. Добро вечер. Тонка, едно прашање за да поставам. Ќе да мислам Милошев, как ќе му бавите? Имаше општи доктори, сестра медицинска, стоматолог имаше. Сега немаме ништо, на толку жители ми се го бавите да немаме ништо. Амбуланта има ли во Баби? Има. Има бе. Добро. И нема, значи, општ лекар, нема... Нема општи доктор бе. Имаше сестра за деца, за бацкање, сега нема ништо. Па како функционира таа амбуланта? Само со општ лекар, така? Па има само стоматолог. Само стоматолог. Да. Само... Така го поздрави Милошев, кажи го ќе бавите, што правиме. Колку време има како нема општи лекар и сестра? Отприлика. Па има колку баѓи време, 5 години има, може повеќе. Значи практично амбулантите по населбите колку се опремени, значи најмалку 5 години. Добро, благодарам на јавувањето. Еве јавно поставено прашањето, ќе стигне нашиот гостин и ќе одговори сигурно. Знам дека имаше такви реакции, знам дека еден од проблемите кои што се случува, ние имаме ситуација значи на бебиња што починуваат, значи ризични бременности и слично, и имавме ситуација, говоревме еднаш во оваа емисија за многу населени места кај што немаше матичен гинеколог, нема гинеколог жените да отидат на лекар. Така да гинеколошки амбуланти немаше. Значи многу работи во здравството ни се проблем. Дали здравството ќе продолжи да биде на некој начин простор, полигон за да се расправаат политичките партии или конечно ќе се решава. Мој термин, матични гинеколози, гинеколошки амбуланти нема во голем дел од средините. Лекарите голем дел бегаат во странство бидејќи веднаш таму бараат и се барани. Сестри, значи дипломираа, многу ги имаше, а пак се говори дека нема доволно таков персонал. За условите да не говорим, ама ете, нели се прави болницата во Штип и други болници треба да се направат. Денеска имаме еден наслов кој што говори дека дали во Прилепската болница беше дека имаме многу лоши состојби или Битолската. Долгови кои што се големи. Значи, имаме навистина лоши состојби и добро би било да знаеме како. Еве, министерот Таравари вели да посети општата болница во Кичеве. Сега тоа е прашање. Министерот Таравари од понеделник е во кампања. Таравари нема да даде оставка од министерската функција, вели телевизија Нова. Дали ќе му биде во мирување, тоа не знам. Тој соопшти дека нема да даде оставка до завршување на локалните избори, не гледа судирни интереси за време на... Тоа не е најбитното прашање што ќе прави министерството. Имаме гледач, ми се чини. Добар ден, повелете. Тонка? Да. Не ми исклучувай. Доста ми објаснувате што било, како би било. Ние тоа го сите знаеме. За гостино прашање. Дали темно тегет боја не заменија со темно зелена боја, а луѓето барат црвена, он не убедува дека не, тоа е едното исто. На тоа прашање сакам да ми одговорите. Како мислите, појаснете малку, значи сакате да кажете дали не се... Како било. Дали сакате да кажете дали не се само промени власта, исто да остане, ништо да не се смени? Не власта исто да остане. Власта се смени. Него треба да се променат и работите. Не само да се помести и сега да се жалиме како било, што било. Сакаме да видиме промени. Не исто за исто. Така, во право сте. Еве ќе го прашаме, зошто сметате ли дека досега ништо не се смени во здравството? Јас сметам дека докторите треба да бидат во болниците, професорите во училиштата, земјоделците на полето, а не едни други акумулираат се 300 функции, се едни исти, а состојбата иста да сите по линија.
Така, Ето, еве, прашањето оди. Тоа ми е одговор, сакам да слушам. Прашањето оди, благодарам, ке имате одговор. Мислам дека кај да е спремо оно што го слушнав нашиот гостин, треба да стигне. Министерство за здравство Демиров ќе биде опериран следната недела. Молам? Да, одиме со првиот блок на реклами и очекуваме нашиот гостин и темата за денеска, реформите во здравството, што ни е потребно. Пријателите на вашето возило Eviltrade сега уште поблиску до вас. Покрај дистрибуција на големо, најдобрите брендови, акумулатори, моторни масла и филтри можат да се набават на мало во просториите на Eviltrade на улица Железничка. Изберете акумулатори од Топла, Мол или Таксон, моторни масла од рестартираната и подобро од било кога Ина, Ликвимоли, Мобил, Дивинол или Тотал. На располагање ги имате и најдобрите филтри од Uniflux. И само во Eviltrade купи акумулатор и добиваш 15% попуст на масло и филтер. Пријатели на вашето возило Eviltrade. Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. Кибела. Најдоброто од мајката земја. Marvel Outlet. Последна тотална распродажба. Единствено сега се од 490 до 1590 динари на целата пролетна и летна колекција. Вашиот совршен пар. Marvel. Сдружение на возачи. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи. Зашто сигурноста нема цена. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела, подарок од најдоброто од мајката земја. Супериорен над конкуренцијата на 5000 квадратни метри и со 150 паркинг места. ЕТЦ Елкос, мегамаркет за мега понуда. Во склоп на комплексот има и фризерско студио, педикир, кафетерија, игротека и автоперална. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Агро 9 километар е првиот агроцентар во Република Македонија, каде можете да набавите се за успешно, но и модерно земјоделие. Агро 9 километар е застапник на најпознатите брендови на механизација, средства за заштита, помошни машини, масла и мазива. За успешна земјоделска приказна, Агро 9 километар. Marvel Outlet. Последна тотална распродажба. Единствено сега се од 490 до 1590 динари на целата пролетна и летна колекција. Вашиот совршен пар. Marvel. Audio Jungle. Гледате Што мисли народот, гостин Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за здравство.
И еве веќе нашиот гостин стигна со прашања веќе за него и има време само малку да седне и да одмори во фотелјата на нашето студио. Добар ден, господин Милошев. Во оваа ситуација како државен секретар во Министерството за здравство успеавте да стигнете сепак со неголемо задоцнување. Добар ден. Поздрав до гледачите на емисијата Што мисли народ, поздрав до гледачите на телевизија Стар. На почетокот би сакал да ви се извинам и вам и на гледачите, поради тоа што морав да завршам обврските кои што ми престојат во Министерството, за да тргнам на пат кон Јас и во најавата реков, иако, еве денеска гледам министерот Таравари вели нема да поднесе оставка, но од понеделник сепак ќе му бидат лимитирани работите. Значи ли тоа повеќе обврски за вас? Како се тоа ќе? Па да, во секојдневните комуникации договори со министерот за здравство, односно кабинетот во Министерството за здравство, бидејќи министерот е веќе официјално кандидат за градоначалник на Гостивар, тој ќе користи годишен одмор за време на кампањата, така да сите негови обврски ќе ги префрли на мене и на заменик министерот, а тој повремено ќе доаѓа во Министерството само за одредени консултации кои што треба да ги правиме за понатамошните чекори. Во секој случај тоа е политика, а работата во здравството не е само политика, има многу повеќе. Веднаш имаме и прашање, реков, имаме и гледач. Ајде да го слушнеме. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до новиот државен секретар во Министерството за здравство, доктор Владко Милошев. Па, малку еден уводен дел, па ќе му поставам 2 или 3 прашања. Ајде, јас имам 2-3 од гледачите претходно. Прво, докторе, да ви честитам нова функција и голем успех во реформите во здравството. Како прво, ние во Штип имаме едно на историско богатство од природата. Тоа е термалната жешка вода во бања Кежовица. Физикална терапија на времето направена многу убава, меѓутоа за жал сега е руинирано. Првото прашање, дали вие како секретар и со министерот ќе се преземе нешто во готово за цела Република Македонија, а поготово за источниот регион, да се бањата реконструира онака како што треба. Друга една работа, се гради новата болница. Дали во склопот на новата болница ќе биде невролошкото одделение, зашто имаше инфраструктура многу добра кај диспанзерот што го викаме, меѓутоа тоа помина, тоа се сруши. Невролошкото одделение се пресели во инфективното одделение, стана општ хаус. И прашањето е дали невролошкото одделение ќе биде во склопот на новата клиничка болница. Така. И уште еднаш голем успех во реформите. До слушање. Благодарам многу. 2 прашања. Всушност едното поврзано дали до каде е болницата, невролошкото одделение и физикалната терапија. Благодарам на честитите на гледачот. Ќе одговорам на конкретно на 2 прашања. Во поглед на физикалната терапија веќе подолго време виси сликата на лошите слики кои што доаѓаат од штипската физикална. Грозни, може да се каже, реално грозните слики, драматично лошите слики би можело уште да додадам на состојбата со физикална терапија, на условите во кои што се лекуваат во таа физикална терапија не само граѓаните на Штип, во целиот источен регион, дури и од некои соседни земји. Како што спомна и гледачот, ова е вистинско богатство и за градот и за државата. Меѓутоа, сега после влегувањето во Министерството, моето влегување, имаме увид во документацијата и можеме да знаеме точно за што се работи, од кои причини физикалната терапија е во таква состојба. Од се уште за мене необјасневи причини, пред неколку години клиничка болница Штип се откажува од физикалната терапија и направен е договор да еден дел ја превзема Министерството за здравство, а многу поголем дел ја превзема Универзитетот Гоце Делчев со обврска за инвестиција и реновирање на физикалната терапија. Договорот останува само на хартија. Договорот е само на хартија, веќе покренав иницијатива и ќе стапам во контакт со раководството на Универзитетот Гоце Делчев да ги слушнеме нивните понатамошни планови, дали планираат да вложуваат во физикалната терапија и да ги расчистиме тие дилеми. Во колку не,
спремни сме да го раскинеме договорот и со едно јавно-приватно партнерство да влеземе во реконструкција на физикална терапија и навистина да направиме едно пристојно место за престој и за лекување на пациенти. Крајната цел е тие слики да ги нема, веројатно. Секако тоа во текстот, значи веќе со превземање на таа иницијатива и многу брзо ќе го расчистиме и тој проблем. Болницата, невролошкото одделение? Во однос на невролошкото одделение, малку ќе почнеме од пошироко. Така, бидејќи болницата е прашањето изградба на новата клиничка болница. Клиничката болница се гради според договорените рокови со Централна Европската банка. Тоа е кредитна линија од околу 22 милиарди денари, односно приближно во евра, сега колку би дошло тоа, 35 милиони евра. Според динамиката на проектот треба да биде готова со клjuč, значи за готови градежни работи пролет 2018 година. Тука нема ли да има пролонгирање како? Па видите сега, може да има пролонгирање во колку зимските услови оневозможат да се работи во одредената динамика. Меѓутоа проектот е значи готова изградба, градежниот дел пролетта 2018 година. Потоа следи опремувањето на болницата и веруваме дека за 6 до 12 месеци после завршувањето на градежните објекти да биде веќе предадена во употреба новата клиничка болница. Тука ме интересира што ќе биде со стариот објект? Стариот објект предвидено е да го користи Универзитетот Гоце Делчев со реновирање, адаптација во функција на студентите на универзитетот, односно студенти на медицинскиот факултет. Така и пред да вклучиме Факултетот за медицински науки, кој што опфаќа повеќе студентски групи. Да го вклучиме, пред да го вклучиме гледачот само невролошкото одделение останува. Невролошкото одделение ќе биде вградено во новата болница. Да. Сега е вселено привремено е вселено во инфективното одделение, дадени се еден дел од инфективното одделение, меѓутоа ќе биде комплетно преземено во новата болница. Така, уште на двајца гледачи ќе им доложиме одговор, но прво гледачот кој што чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Прво поздрав до вашиот гостин и дека му е среќа функцијата што ја извршува. Меѓутоа, како граѓанин на Македонија, функцијата државен секретар во Министерството за здравство е доста сложена, деликатна и комплексна. Јас би ве прашал, господине Милошев, а вие сте почетник и директно одете во една функција и како ќе стасате да се обучувате паралелно, а истовремено да одговорите на сложените предизвици кои стојат пред вас. Тоа е едната работа. За време на овие 100 дена, колку што сте на власт, зборам сега за здравството, ви умреа 15 новороденчиња, 8 девојчиња под неразјаснети околности и диагнози. Ви умреа татко и син без да ја дефинирате диагнозата. Лекови и понатаму нема. Меѓутоа, ево, направивте еден добар спин и го оцрнивте штипското здравство уште пред да дојдете на функцијата. Добро, ајде прашањето. Сега ќе ви го поставам и прашањето. Ајде. Со господинот Таравари го прошетавте по тоалетите на болницата за да каже дека ова е најлошата болница во Македонија. Меѓутоа, господине Милошев, заборавивте дека зад вас стоеше една импозантна градба на која нешто не можете да ја достигнете. Прашањето. Дали Ало, прашањето. Да. Па многу прашања ја поставив, само Благодарам на јавувањето. Значи, поставивте точно, ама рековте ќе поставам прашање. Добро, одиме поред. Првото беше за
за функцијата државен секретар. Да, како ги ќе се обучувате? Поздрав до гледачот. Без искуство одите, вели, да. Поздрав до гледачот, се сложувам во еден дел со него дека представува многу комплексна, многу одговорна, многу сложена, бидејќи представува Министерство за здравство представува едно од најсложените и најголемите министерства. А по функција државен секретар е токму одговорен за функционирањето на целото министерство, а земајќи во предвид дека постојат 14 сектори во самото министерство кои што ги опфаќаат сите сегменти на здравството во Република Македонија, што значи дека преку тие сектори всушност се одвива и координацијата на работата на целокупното здравство. Факт е дека јас од хирургија отидов во административна работа, меѓутоа во ниту еден момент не се чувствувам хендикепиран тоа што сум хирург и влегувам во административна работа и за сега не можам сам да кажам, туку делата воидна што ги испроведам како државен секретар ќе потврдат дали сум успешен или бил неуспешен во својата кариера и работа. Во однос на вториот дел за смртност на бебињата, факт е дека имаме мртвородени, значи смртност на бебињата и во овој период, имавме и предходно, како држава, како Република Македонија, се наоѓаме на многу високо место по смртност на доенчињата во Европа. И секој дека овде ќе треба на посебна стратегија во однос на намалување таа смртност, која што навистина е загрижувачка, не само од аспект на мртвородени или скора смртност после раѓањето, туку и смртност на роденчињата на децата во рана детска возраст. Значи тука опфаќа еден комплексно прашање, а тука се оние социјални аспекти и на бремените на мајките, меѓутоа и децата во раната возраст што придонесува за нивна лоша здравствена состојба и секако за фатални исходи во област на тоа. Помена гледачот, значи, нели, и татко и ќерка, па немало завршница. Татко и син тоа беше, тоа е хантан вирусот, веројатно гледачот мислеше на Богостиварско, каде што имаше двајца починати, точно дека прво беше таткото, потоа синот и уште двајца имаше заразени. Се работи значи за бачило кој се наоѓа во планинските предели, каде што основен преносител представуваат глувците. Не дека до тогаш немало хантани пред некое време, пред 5-6 месеци имаше и во Кочани, со тоа што значи тоа е болест која се пренесува во глувци и од условите во кои што работат и живеат тие луѓе. Секој дека превенцијата е потребна за да се спречи. Но кога станува збор за јавноста, нели прво беше дали ќе се испита до крај, дали има одговорност, дали застануваат случаите, бидејќи гледачот сакаше да каже дека зборам за сите случаи. Ниеден случај ниту застанува, секој случај ќе се испитува до крај. Во споменатиот случај, значи реков, имало и хантан вируси и такви случаеви и во минатото, а меѓутоа транспарентноста на актуелното раководство на Министерството за здравство е во праве, значи, да се прикажеме на јавноста. Ништо да не се сокрие од јавноста, за разлика од порано, кога вакви или слични случаи беа криени од јавноста и јавноста не знаеше не можеше да се информира за овие заразени пациенти. Така, само, или евентуално со само нашиот гледач уште малку и да има трпение да одговорите, бидејќи обвинувањето од гледачот е дека сте направиле спин и пропаганда со одењето во болницата. Да, тоа беше последното прашање. Дали беше само точно дека наскоро после моето назначување беше министрот во посета на Штипската клиничка болница. Меѓутоа спиновите се правеа многу порано. Кога претходниот министер се носеше во Штипската клиничка болница, а воопшто не му се даваше, не му се дозволуваше да влегува и да ги види условите во кои што се лекуваат пациентите. Тоа беа спинувања и се прикажуваа само розовите работи, дека во Штип се гради тоа, дека во Штип се инвестира тоа, а се криеше од јавноста онаа лошата слика. Нашата транспарентност е во правец на граѓаните да ми ја покажеме и лошата слика, односно фактичката состојба на здравството која што ни остави претходната гарнитура. Спин не е направено, тоа е лошата слика која што министерот сакаше и требаше да ја види, меѓутоа и нормално изградбата на новата Штипска болница бевме во посета, ја види и е задоволен од текот на работите на болницата. Му се извинувам на гледачот што почека малку. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Тонка. Среќен ден. Извинувам што почекате, и поздрав до господинот државен секретар за здравство Милошев. Имаме едно питање до него да му кажам за претходната власт што беше од ВМРО што дава на луѓето инсулин со минат рок
у цела Македонија, од Холандија, од Германија што го зима, тај беше за фрлање за континерите, а нашите го требуваат тука. И не знам по колку пари го плаќаат тамука. И тоа да се преземе за одговорност со луѓето што ги испотровија со тај инсулин. Тоа знаат, сите знаат. Од некој зима, од некој требува тај инсулин. И да поведат сметка за клинички центар тука што има криминал, малку да расшештат повеќе таму кај тие документи што се правени фалсификати. За која документација? Сесуко клинички центар Штип. Добро. Благодарам на јавувањето, пријатно. Ќе одговорите на ова, само да кажам дека една гледачка се јави и буквално кажа неки ме да слушаме, вели претходно, дали само промената од темно тегет во зелено е доволна. Веројатно мисли дали ќе продолжи вакво функционирање на дали сакаш да тоа се три прашања. Так, може. Прво ќе му одговорам на гледачот. Првото прашање беше во однос на инсулинската криза. На инсулинската, не само инсулини, туку и други лекови за тешко болни пациенти, предсе за онколошки пациенти, хемотерапевтици, беа внесувани со сомнително потекло. Тоа беа хемотерапија од Индија внесена, од далекоисточните земји. Сето тоа е сега стопирано и се она што ќе треба да се внесе во Македонија ќе подлежи на последна контрола. Тоа е и промената на законот за лекови околу паралелниот увоз на лекови с големување. Од кога стартува промената? Во тека е промената на законот за лекови. Второто прашање е во однос на документацијата. Како Министерство за здравство дававме налог на сите директори на јавните здравствени установи, заклучно со 15 септември, значи пред 5 дена, да достават комплетен финансиски извештај на состојбата на јавната здравствена установа, долговите на јавната здравствена установа и извештаите од внатрешната ревизија која што им беше наложено директорите да ја направат. Веќе во Министерството целокупна документација, ја отвараме документацијата и ќе видиме во каква состојба и што се работело во јавните здравствени установи, соодветно на тоа ќе се превземат и соодветни санкции. И тоа прашање кое што гледачката ми го постави, токму така сакаше, вели. Веројатно алудира на тоа да не испадне дека ќе продолжат сите проблеми, дека нема ништо суштински да се промени. Ќе функционираат ли на вистина реформите конечно? Промените кои што дојда, односно огромната доверба која што ја добивме од граѓаните не само на Штип и на Република Македонија, не обврзува на една огромна одговорност и реализација на оно што го ведивме. Огромна доверба добивме и според тоа значи имаме огромни очекувања и реализација на нашите ветувања. Помина околу 100 дена веќе од новата влада на Република Македонија, 100 дена кабинет на Министерство, нов кабинет на Министерство за здравство и можам со задоволство да констатирам дека работиме со јасни визии, јасни цели за реализација на нашите проекти и секако ставање на здравството на здрави нозе. Ако последниот извештај на European Health Care Center, на Европскиот центар за здравје, од 40 рангирани земји според квалитетот на здравствени услуги се наоѓаме на 40-тото последно место, тој е доволен индикатор, како што велевме и порано, дека далеко од онаа слика која што се прикажува се здравство во Република Македонија, дека сме, не знам, трето по квалитет здравство во Европа или така натаму, меѓутоа премногу е лоша. Веќе не смееме ние да збореме дека здравството во Македонија е во лоша состојба. Но ако сами кажувате дека не се подобрува, лошо е за гласање. Тоа е завршена приказна и сега веќе во 100 дена кои што помина превзедовме сериозни работи, ги поставивме темелите, за стабилизирање и за унапредување на здравство во Република Македонија. Велам бидејќи на ниедна вас не одговара да каже дека е ниско на Тоа се последните извештаи од март годинава на овој центар за рангирањето на квалитетот на здравствените услуги. Не ни е тоа реперот, значи нормално, меѓутоа мора знаевме каква состојба е здравството, бидејќи што реков и порано. На претходната гарнитура се прикажуваше само розовата слика, се алудираше и се акцентираше опремата која што беше во здравството, меѓутоа инвестирана во здравство, меѓутоа таа опрема не може само да функционира, а таа опрема е залудна во колку не се постават состојбите и не се постави функционирањето на самиот здравствен систем. Опремата сама по себе не го чини здравствениот систем.
Во колку ми дозволите и не знам времето колку ќе дозволи, јас би сакал гледачите на вашата емисија да ги запознам со се оно што превзедовме во минатите 100 дена за да ги поставиме тие темели и понатаму веќе да. Сакал јас само кратко да ми одговорите на две работи кои што беа кажани за бабите, амбуланта кој што 5 години немало општ лекар, само стоматолог имало, што ќе се прави со воведувањето на концесионерството, односно приватизација на примарното здравство, сите ординации од општа пракса беа дадени на концесионерство. Во населбата Баби мислам дека во почетокот после приватизацијата имаше обиди за земање на концесионерство од страна на колеги општи лекари. Меѓутоа, поради малиот број заинтересирани пациенти кои би сакале, значи, нивен матичен лекар да биде во населба Баби, едноставно не му се исплакаше на колегата, не можеше да обезбеди средства за собствена екзистенција и мораше да стави... Значи, дека министерството да дотира некако? Ќе ви докажам сега. Мораше да стави клуч. Од тогаш па навам, мислам од 2011 до ден денес сите жители од населбата Баби се без лекарска заштита во било кој сосема е во право. Јас низ многобројните средби со граѓаните на населба Баби ги слушав токму овие проблеми и еден од главните проблеми им беше донесете ни доктор, значи во населба Баби. Не сакам да пред време ги кажувам работите, меѓутоа веќе обезбедив и многу скоро населба Баби ќе добие јавен доктор и сестра, односно ќе отвориме амбуланта во населба Баби. За една недела-две тоа ќе биде реализирано и жители на населба Баби ќе имаат засега во една смена доктор и сестра, а поради лимитираноста наша поради одржувањето и распишувањето на локалните избори не сме во можност, забрането е примање на нови кадри, после изборите ќе проектираме вработување и жителите на населба Баби ќе имаат здравствена заштита и прва и втора смена. По потреба, размислувам веќе за тоа, по потреба да ја отвориме дисперзирана амбуланта и на итната медицинска помош во населба Баби, така да жителите од населба Баби заслужуваат да имаат здравствена заштита од 24 часа. Ќе работам во таа насока, јас сум го тоа ветил на жителите на населба Баби и ќе излезам со чисто лице само после 100 дена во реализација на она што го имам ветено. Сега бидејќи реформите се тие кои што ги сакаат сите да биде подобро. Што во овие 100 дена се работеше? Јас знам дека има измени во системот мој термин, има измени во сините картони. Се надевам дека има измени во тоа поефикасно да биде во одобрување на помош на децата, така да не бидат случаи како што беше, се сеќавате малата дама или слично. Дозволите само пресек да направам заврши од времето кој што не повелете токму во таа насока ми е прашањето. Првото што го направивме се промените во Законот за здравствена заштита. Само што влеговме во Министерството, го отворивме Законот за здравствена заштита и видовме дека последната верзија на законот, донесена во 2012 година, до ден денес има претрпено 13 промени. Законот е преобемен, премногу оптоварен со детали, премногу контрадикторни работи, премногу работи кои што можеле да бидат донесени со подзаконски акти, така да имаме еден конфузен закон кој што надоградуван според моменталните желби или моменталните визии на одреден министер. Седнавме и со министерството договоривме прво што ќе го направиме, тоа се двете промени на актуелниот закон, укинување на економските директори, бидејќи тие се воведени со Законот за здравствена заштита од 2007 година и второ, укинување на плаќањето по учинок. Токму тоа плаќање по учинок придонесе да има нарушување на меѓучовечките односи, бидејќи одредени лекари беа фаворизирани и добиваа по 120%, а одредени беа санкционирани и добиваа по 80%. Како ќе бидат мотивирани ваков начин? Вака сега. Значи, го укинуваме и наградувањето, и казнувањето, а со тоа што ќе земаат сега фиксната плата, а во нашата програма, во владината програма, имаме сукцесивно зголемување на платите на целокупниот медицински персонал, со тоа што го ветивме од 100.000 денари плата за специјалисти, ќе биде реализирано до крајот на мандатот со сукцесивно зголемување на платите. Во однос на следните работи кои што ги направивме, за економски директори ви кажав, тоа беше еден двојни директори со врзан подпис, огромен издаток на непотребно трошење на здравствениот денар, бидејќи ако земе дека во нето плата за еден економски директор се трошеа од 54.000 до 62.000 денари,
Ако имаме 117 јавни здравствени институции во Република Македонија, од кои не сите има економски директори, гледаме дека колкави одливи на здравствен денар од оно што сите го плакиме се одливаа за плаќање на тие економски директори. Потоа го променивме законот за медицински студии и континуирана медицинска едукација, кој што веќе е донесен и во собрание, како министерство го предложивме. Тоа е оно што студентите по медицина лани го полагаа за прв пат како државен испит во втора година. Една огромна неправда на една генерација се нанесе во втора година. Евалуација, проценка, ако дошло до втора година со сите положени предмети, зошто да го оптеретуваме на таа оптеретеност постоечка студентот и да понатаму полага нов државен испит. Значи, во постоечкиот закон има многобројни пропусти, недоследности кои што сега ги именуваме. Од промените кои што сега би ги правеле е интермедиарниот специјалисти, испит за специјализанти, кој што според постоечкиот закон треба да го полагат во втора година на сред специјализација под камери, под обсервација на камери, под комисии и така натаму. Сите сме биле специјализанти ние лекарите, сме оделе на турнуси 8 семестри, 4 години, на крај полагаме специјалистички испит и фала Богу сите излеговме зрели специјалисти. Што е замислот на претходната гарнитура во таа ревизија на сред специјалистички студии не им беше познато. Потоа имаме околу организацијата неколку промени на Законот за здравствена заштита и поаѓајќи од фактот дека многу работи претходно споменав не се конзистентни и контрадикторни се, решивме да подготвуваме нов закон за здравствена заштита. Токму тоа е темелот на идниот здравствен систем. Веќе почнавме со станоци, со сите категории граѓани, со сите категории пациенти, со комори, со синдикати и од нив побараме предлози кои што би ги вметнале во тој нов текст на Законот за здравствена заштита. Веќе имаме станоци со диабетичарите, со хемофиличарите, болните од цистична фиброза, од малигни заболувања, со лекарските комори, стоматолошката, лекарската и фармацевската комора. Сите преполни сме со барање од нив. Значи, пациентите, луѓето од фелата, толку многу страдале, можам да кажам, во изминатиот период, што навистина едва и чекаа да пружиме рака, дајте да видиме, да седнеме што е тоа што ве мачи вас и што можеме ние во законска регулатива да го внесеме во новиот закон за здравствена заштита. Ќе продолжиме и ќе објасниме уште нешто, само да видам режија дали имаме да го вклучиме гледачот сепак кратко, па ќе се вратиме и ќе продолжите од оној момент бидејќи знам дека има уште нешто. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас се извинувам што почекавте прашањето, па да можеме да продолжиме и да слушнеме круцијалните работи што се справат во министерството. Повелете. Во врска со прашањето нема да поставам, само може да ви кажам дека многу добро ви е програмата и поздрав до гостинот. Благодарам многу. Благодарам пријатно што почекавте, се извинувам. Добро, продолжуваме, рековте... Околу Законот за здравствена заштита, значи, ги слушаме барањата на коморите, реков, на синдикатите, на здруженијата и сето тоа ќе биде вградено во новиот закон. Очекуваме некаде за 3 до 4 месеци да го финализираме целиот закон и таму некаде пред Нова година да го пуштиме во собраниска процедура. Оно што исто така го правиме и во законска процедура е у интерес на пациентите, во програмата имавме ослободување од партиципација. Граѓаните многу добро го знаат тоа и веќе го правиме првиот чекор во таа насока. До сега беа ослободени само корисниците на постојана парична помош. Со последна потврда од Фондот за здравствено осигурување беа ослободени од ова. Сега, во договор со Министерството за труд и социјална политика, правиме чекор за ослободување од болничко лекување и партиципација, ослободување од партиципација за болничко лекување на примателите на социјална помош. Значи, сите приматели на социјална помош веќе по донесувањето на законот ќе бидат ослободени од плаќање на социјална партиципација за болничко лекување и овие специјалистичко консултативните прегледи. Оно што го имам како податок е околу 24.267 лица користат
Социјална помош по 4, тоа е одеден начинен околу 100.000 имаме корисници на социјална помош, се прават веќе проекции на буџетот, со труд и социјала сме во завршна фаза, да не плаќаат, освен за лекови и за лекување во странство. Сепак здравството е многу скапа работа и не можеме без свеж влез на пари во здравството да одговориме на сите барања на пациентите. Така. Ајде, вклучуваме уште еден гледач, што ќе иде последен. Повелете, добар ден или добро вечер веќе. Ало? Ало, добро вечер. Ало? Повелете, ве слушаме. Да поставам едно прашање. Ајде. Вака, дали ќе се изврши промена во правата на пациентот да ги користи оние средства што ги издвојувал, да речеме 30-40 години, и да може да се лече каде сака, со допуна. Например, ако треба, например, место да иде во Кежовица, сака да иде во Банско, а му следувато социјалното 500 динара, па да си доплатят за лечењето, или ако треба да иде во градската болница, он сака да иде во Филип II, па си доплате таму уште 500. А да ги користи овие што се не. Да располага со своите пари како што е тоа во земјите од Европската унија, во Словенија, во Австрија и така натаму. Така. Добро, благодарам на јувањето. Интересно. Ова ќе го затвориме, да, со новиот закон за здравствена заштита, кога ќе го донесеме и основниот пакет на услуги. Кога ќе го донесеме, основниот пакет на услуги за што секој од нас плаќа здравствени придонеси, тогаш ќе може таа разлика да се повлече и разликата по барањето или по желбата на пациентот. Можно е секој, и тоа го предвидуваме во новиот закон за здравствена заштита. И уште една работа што многу се работа, само не знам колку ми дозволи времето. Секој е многу нотирани работи што направивме овие 100 дена е во соработка со Министерството за труд и социјална политика, примателите на туѓа нега, што представува едно горко прашање. Од целиот источен регион доаѓаат во Штип, на преглед доаѓаат, нормално закажуваат, уплаќаат, досегашната пракса беше таква, уплаќаат по 1200 денари, а пред тоа мораат да обезбедат конзилијарно мислење од терциерната здравствена заштита, односно скопските клиники. Сега со законски акт комплетно тоа ги укинуваме, вработуваме доктори, формираме екипи кои што ќе одат дома кај пациентите, без уплата, без малтретирање, без конзилијарно мислење на пациентите, да установат дали пациентот има потреба од користење на помош од трето лице или не. Сосема олеснителна, ослободителна околност. Забележувам дека голем дел од новините ќе бидат насочени кон оние ранливи категории, да бидат што е можно повеќе олеснато кај нив. Што е со концептот сите сакаме бесплатно здравство? Колку ќе биде бесплатно и колку може да биде бесплатно воопшто здравството? Рековте дека без пари малку потешко, но здравство без пари нема. Сепак колку ќе биде олеснувањето за граѓаните, не само за ранливите категории? Видете сега олеснувањето, ова е дел од олеснување. Имаме голем број на баратели на туѓа нева, тоа е за повозрастна категорија. Ви кажав, до сега одеа за Скопје да барат конзилијарно мислење, трошоци за патување. Уплаќаа по 1200 денари на комисијата која што ги прегледуваше, иако се од источниот регион од Берово, мора да доаѓат 100-200 км патни трошоци повторно, за да дојдат на преглед. И тоа се даваше само на одреден рок од месец, 2 или 3. За повторно потоа да се целата процедура повтори. Да не се повторам, да не губам од вашето време, сето тоа го тргаме настрана, ќе одиме кај пациентот дома, лекарскиот тим ќе оди и ќе процени потребата од земање на додаток за помош од трето лице. Многу реакции имаше од граѓаните во последните години во поглед на неефикасноста, чекањето, мој термин, закажување за нешто што е итно, а тој треба ќе чека 2 месеци, да речеме. Има одредени промени, колку што знам кај мој термин, кој се ти и како ќе помогнат? Мој термин само го продолживме времето на прегледот, од 15 на 20 минути. А времето на чекање, правиме напори што побрзо да се скрати тоа време на чекање, се уште постои време на чекање. Меѓутоа, како илустрација, во Словенија, кој што неспоредливо е со оглед на буџетот за здравство кој што го има фондот во Словенија, е 8 или 9 пати поголем од македонскиот, а држава со ист број на граѓани и корисници на здравствените услуги. Така да и таму, ако земеме, чекањето е помалку од 2 месеци не е. Меѓутоа,
А функционирањето за Словенија, случаи, Словенија, Македонија, кај да се чека и 2 дена, пациентот ќе реагира и зашто чека на 2 дена. Имаше и таму промена, ако не се лажам. Да, и таму имаше, значи, и итниот упат малку ќе го забавиме сега, значи, да не дојде до злоупотреба на... Имаше злоупотреба на тој итен упат, меѓутоа, јас како државен секретар секојдневно што еден дел од моите многобројни обврски е да влезам во мој термин и да видам каде има место на чекање. Штом ќе видам дека некаде нема поставени термин или место на чекање, веднаш реагирам кај директорот и давам налог да се скрати тоа време на чекање. И да ги барам причините, од кои причини постои време на чекање од 1, 2 или 3 месеци. Пациентот мора да ни биде на прво место и времето на чекање да го смалиме на најмало можно ниво. Сега, граѓаните реагира и со право, верувам, кога се слушна дека ќе треба пак да плаќаат за картичките кои што се добива впечаток како никогаш да не профункционира. Значи таков впечаток имаат граѓаните. Да. И еден период се слушна, пак ќе се враќаат сините картони. Што е вистината, што ќе се случи во тој поглед? Да, имаше и бранување околу таа работа, бидејќи заврши постапката околу користењето на старите здравствени картички. Имавме состанок со министерот за информатичко општество, со министерот за внатрешни работи и најдовме преодно и тоа доста корисно решение, да со лична карта може да се влезе во системот и да се провери дали пациентот има здравствено осигурување. Тоа представува преодно решение, меѓутоа за сега до распишување на евентуален нов тендер за набавка на електронски. Меѓутоа, тие електронски картички до сега што беа, освен основните податоци на пациентот, не користеа ништо друго. Нашиот концепт, владената програма, имаме единствен електронски запис, што значи дека во здравствената картичка ќе има се што се однесува на здравствената состојба на пациентот. Од прегледи до болести, до испитувања, до диагнози, до третман, до болнички лекувања, сите податоци значи ги има во таа здравствена картица. Така да кога ќе се гради таа картица во системот, во компјутерот, тогаш требаше да биде, да има целата историја на болести. Сега нема ништо. Значи постоечката картица беше само за идентификација на пациентот, наимен како на лична карта беше, налик на лична карта. Сега со она што ние го предвидуваме, ќе ги содржи сите податоци. Така да кога јас ќе ми дојде пациент, кога ќе ја вградам картичка, ќе ја ставам во компјутерот, ќе ги видам сите податоци. Нема потреба да барам да ми донесе дополнителна документација која што претходно ја користил, која што претходно добил од некој друг. Зашто е направен? Затоа што нема средства за печатање или нема договор нов за печатање? Нема нов договор, значи завршен тендерот за печатање на здравствените картици, оставено е така. И дојдовме во еден период да немаме со што. Го најдовме тоа преодно решение со личните карти за сега, се до моментот кога ќе одлучиме да одиме со овие нови здравствени картички кои што ќе бидат целокупната документација на пациентот. Забележувам дека практично полагате многу на законот за здравство или за здравствена заштита, кај што треба да се внесат новини. Тоа е база. Ќе треба ли многу време? Тоа е темелот. Ќе треба ли многу време да се донесат тие измени, и може да се случи да се блокираат измени? Ја ви кажав, ова се некои промени што ги правиме. Тоа ова е веќе нов закон за здравствена заштита што го подготвуваме. Јас сум дел од таа работна група, ја координирам целата работна група од експерти од Министерството за здравство, од различни сектори. Работиме секојдневно, работиме континуирано и некаде до пред нова година очекуваме да го пуштиме во собраниска процедура. Очекувате ли да не најде на обструкции, бидејќи многу законски одредби кои што се чувствителни наидуваат, тоа ви не би требало да биде веруваме во конструктивноста на опозицијата дека она што е за добро на граѓаните, за добро на пациентите ќе биде поддржано. И едно прашање ми стои од претходно на еден гледач кој што би требало, тој бара мислење што треба министерството, што мисли да прави со црквите во круговите на болниците. Има ли ингеренции воопшто или можеби ќе воведете во секоја болница по една црква? Видите, просторот околу болниците е собственост на локалната самоуправа, така да верувам дека и тоа прашање, министерството нема ингеренции. Тука локалната самоуправа решава за тој простор. Меѓутоа нешто што е веќе изградено, немаме намера, значи да го решиме што е добро. Така, ова го правам само за да пренесам реакцијата на гледачот. Црквата е најмалиот проблем во кругот конкретно на Штипската клиника. Што ќе биде она што министерството, за изборите нема да може кој знае што да се прави, но мора да функционира министерството. Освен законот, кон што најмногу се насочува во моментот министерството, се оди по болници, се гледа состојбата,
Ева, овде се гради нова болница, но има места кај што не се гради. Денеска прочита во Битола големи долгови, ако не се лажам, имаше во Битолската болница или секаде има долгови, да, секаде се долгови. Каде најмногу се насочени активности? Видете, мораме прво сега, јас ви кажав, до 15 септември беше рокот сите директори на јавни здравствени установи да ги достават финансиските, ревизорските извештаи, склопот, значи целокупниот пресек на работењето на ЈЗО до моментот на нивното превземање, за да направиме нешто, да ги извлечеме тие болници од долговите и да почнат колку толку нормално да работат. Значи Министерството во таа насока ќе работи? Во таа насока имаме и многу други работи, не е само законот тој што го подготвуваме. Меѓутоа, верувам дека со нашата визија, цели и желба што имаме во Министерството ќе придонесеме и ќе го оправдаме довербата која што ни дадоа граѓаните. Иако гледачот можеби во негативна конотација сакаше да каже комплексна е позицијата, многу работа има, тоа е вистина. Независно во која конотација ќе се каже. Ќе имате многу работа. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Благодарам многу. Тоа беше Што мисли народот заедно со државниот секретар во Министерството за здравство, господинот Владимир Милошев. Слушнавте што се планира и очигледно дека здравството е една област, материја, како сакате, во која што треба многу работа и треба често вака да разговараме и да одговараат нашите гости. И во таа насока ќе бидат и сите наредни гостувања од оваа област. Благодарам на соработката, бидете добро расположени, имајте убав викенд од понеделник со кампања, а емисијата без кампања се надевам.